Мојот следен соговорник е Антонио Михајлов од Субверзивен фронт. Ова лето, поради пандемијата од COVID-19, ЛГБТИ популацијата беше спречена да го одржи традиционалниот марш, но сепак решението е виртуелно, како што можевме да забележиме во текот на изминатиот период, па практично и со сите настани од културата. Добро утро, Михајлов. Добро утро, Кристина. На 20, поточно пред точно 2 дена, се одржа виртуелен прајд. Да ни кажеш пред се детали како се одржа и дали може ваквиот тип на настани, нели она марширање и дружење да се префрли виртуелно? Така, благодарам за тоа што сакавте да промовирате повеќе идејата позади виртуелниот прајд годинава. Точно на 20 во сабота беше почнат виртуелниот Скопје прајд со едно кратко видео поврзано со меѓународната соработка за лидерност, потоа и се на Инстаграм лайв сесија разговор со државната секретарка во Министерството за труд и социјална политика Јована Тренчев. Виртуелниот прајд продолжува до крајот на месецот, тоа што на 27 јуни, значи овој викенд, ќе има пренос од Global Pride. Global Pride е всушност замената за сите прајдови што се откажаа годинава поради COVID-19 и ќе биде 24 часовен пренос во живо од прајдовите од сите континенти. Значи ќе има дисеминација на содржина онлайн, кој доаѓаат од сите ъгли на светот. Може ли ваквиот виртуелен или онлайн пристап да го надомести физичкото дружење или физичкото одржување на настани? Пред себе прашувам за тоа каков ефект очекувате, дали може овој ефект да биде исти или сличен како и на оној со физичкото присуство. Сепак лани можевме да ја видиме во Скопје, можеби најголемата и најуспешната парада до сега. Секако неспоредливо е двете ситуации да се стават во искош. Ние се навикавме периодот голем дел од нашата работа поврзана со комуникација со заедницата, со комуникација со медиумите, со комуникација со општата јавност, да биде преку дигиталните канали. Всушност нашето право, нели, не само нашето специфичко право на јавно собирање и држување во овој случај ограничено поради пандемијата и затоа ние најдовме начин како сите останати да сепак го задржиме контактот со заедницата, направиме еден виртуелен простор каде што тие ќе почувствуваат сигурно, комфортно, безбедно и слободни да бидат тие што сакаат, да бидат тие што се и да ги сакаат тие што ги сакаат. И на некој начин се придруживме во намерата традицијата да ја продолжиме и јуни е секогаш месецот на гордоста поради пред 51 година кога започна бунтот во Стоунвол Ин во Нью Йорк и мислевме дека соодветно да го одбележиме и ова година вака погосно околу. Михајлов, како што споменав, лани во Скопје можевме да го видиме еден навистина успешен прајд. Се сеќавам во вестите, бидејќи го проследив денот, и гостите кои беа дојдени од страна го оценија како успешен и позитивен и го споредија со некои претходно немили настани од соседството, токму како контраст дека успешно сме го организирале. Сакам да ве прашам дали ова зборува за тоа дека се променети состојбите во нашето општество. Можеме ли да зборуваме за тоа дека од оваа перспектива се подобрени правата на ЛГБТ и заедницата? Каква е вашата оценка? Минатогодишен прајд покажа дека успешен прајд има само тогаш кога има добра соработка со локалната, централната власт и во случајот и со законодавната власт. Затоа што без нив не може да се одржи успешен прајд. Ама имајте на ум дека тие што ги спомнавте немили настани од соседството беа пред 10 и повеќе години.
укажува на тоа дека ние доцна го пативме возот организирање на настани на видлив на ЛГБТ седмицата. Ама сепак ги држав. Ние чекавме да се создаде поволен момент, поволна клима, каде што ќе може пакот секој да направиме. И тоа се случи. Со поддршката која дојде од различни извори, на различни начини и во различни видови, ние бевме задоволни од тоа што го направивме лани. Имавме доста меѓународно присуство од регионот, кој се препознаени како регионален играч, во смисла актер кој ги поврзува и ги мрежува сите останати од Балкана. И генерално клучен фидбек кој ние што го добивме од учесниците, мнозинството нели се стрейт и цис, че не се ЛГБТ, може се учесници на самата парада. Така што мислам дека и така ќе продолжиме во иднина. За состојбата со ЛГБТ правата, не мислам дека нешто значително подобрена, дури со укинувањето на законот за спречување и заштита дискриминација од Уставен суд 15 дена, се намалија, барем зборувајќи за правната рамка, се намалија можностите во ЛГБТ да се ги да попарат заштитите на своите права. Но укинувањето на овој закон не е само на штета на нас, туку на сите останати најчесто дискриминирани групи. Така што очекуваме од новиот парламентарен состав во најитен рок, веднаш по изборот составот, да се врати овој закон на дискусија и да се усвои и веднаш после тоа, согласно законските рокови, да се избере и составот на комисијата за спречување и заштита дискриминација. И кога сме кај законот, дали овој закон е доволен или сметате дека се потребни повеќе правни унапредувања и во други делови од законот? Закон за спречување и заштита дискриминација е закон кој што го заштитува, промовира и почитува правото на еднаквата на дискриминација. Секако останатите основни темелни човекови права се исто чекаат или имаат потреба да бидат заштитени. Има доста потреба на подобрување на законската рамка и во останати области, во случај веднаш штом го усвоиме назад, повторно закон за дискриминација, следи хармонизација на сите останати закони поврзани со овој закон, така дека што има клаузула за недискриминација, тоа за таква дискриминација во тие закони, како например закон за работен и закон за образование и така натаму. Следни чекори нашите заштита на правата на транслуѓите луѓе, посебно во делот на законската рамка за правно признавање на родот. И зголемена видливост, но и зголемено оснажување на самите членови на ЛГБТ заедницата да пристапат кон поголемо осознавање на потребата од тие самите да се вклучат во активизмот. Не секој може да стане активист, а секој може да придонесе активизмот да добие поголем ефект. Нормализирајќи опресијата, сметајќи дека треба да се криеме, да се плашиме, да водиме живот кој е само во нашите 40 е многу погрешна стратегија и многу нездрава стратегија. Нездрава смисла нефункционална. И Скопје Прајд една од целите е токму тоа да потикне ЛГБТ луѓето да се ослободат од тие срамови и стравови што ги имаат низ годините наназад, стекнато, добиено и вградено во нивното животно искуство и да почнат да се чувствуваат послободни и горди на тоа кои се и кого сакат. Антонио, ќе се слушнеме и на крајот на месецот со импресии од виртуелниот Прајд. Ти благодарам за ова вклучување во утринскиот брифинг. Благодарам и вам, се слушаме тогаш подоцна.